41 милиони млади американци на возраст меѓу 18 и 27 години ќе имаат право на глас овој ноември. Аналитичарите велат дека тие би можеле да направат разлика на претседателските избори не поради нивната возраст, туку поради тоа што се. The younger part of the population is going to be much more racially diverse than that older baby boomer population. So nearly half of these, Gen Z youth are young people of color. About a fifth of them identify as LGBTQ in some way. So, we're talking about a really diverse generation, not just in terms of their identities, but in terms of their backgrounds and experiences and views. Историски гледано, младите гласаат со пониска стапка од постарите или возрастните, но оваа млада генерација се покажа како политички поактивна од другите генерации на оваа возраст. So one of the big stories in recent election cycles has actually been a big increase in youth voter turnout among youth. We estimate that 39% of them voted in 2016 and 50% in 2020. Кога станува збор за конгресните избори, надпревари кога претседателството не е подготвено, денешните млади луѓе се поактивни од претходните генерации за време на конгресните избори. Изборите во 2022 година беа првите избори каде што генерацијата Z го сочинуваше целиот возрастен опсек од 18 до 24 години. Повеќе од 28% од нив гласаа таа година. Тоа е повисока стапка на излезеност од милениумците, генерациите X и Baby Boom генерацијата пред нив на иста возраст. 28% од младите со право на глас гласале во 2018 година. Тоа беше повеќе од двојно, повеќе од младинскиот одзив за време на конгресните избори во 2014-та, што сочинува 13% за лицата на возраст од 18 до 29 години. 23% излегува во 2022 година. Младите гласачи се мотивирани од прашањата кои директно ги допираат, како што се престрелките во училиштата и економијата. We're really talking about a generation of young people that has embraced their power, their desire to make change, and has been making good on that, both at the ballot box and beyond. На конгресните избори од 2022 година младите луѓе генерално гласале за демократски кандидати отколку за републиканците, но младите жени гласаат за демократите со повисока стапка од помладите мажи. And if Kamala Harris can get them out to vote, they're probably going to vote more strongly for her than might have been the case for Joe Biden. Аналитичарите велат дека без гласањето на младите, републиканците можеби ќе ги надминеле конгресните избори во 2022 година. Во однос на претседателските избори во 2024 година, неодамнешните анкети покажуваат дека подпредседателката Камала Харис има предност кај најмладите отколку поранешниот претседател Доналд Трамп.